see an altar commemorating the place to which Jesus' body was lowered from the cross into his mother's arms. Нашиот Бог, кој го испратил својот син, од толку што не сакал, овде на земјата да не поучи. Знаете, кога одиме негде, ако го изгубиме патот, и некој добар човек ќе речи, еве, ќе ви го пуштам синот да ве извади од селото надвор и да ве однеси до тој место. Ме разбирате? За да не се изгубиме по патот. Така и Господ, деца, толку не засакал, што дури својот син го оставил да дојде овде на земјата, а не се сите добри луѓе овде, и да ни го покажи патот како да одиме на вистинско место. А наше дали ќе одбериме и што ќе одбериме. Гледате дека овде имаме икона со распетието Христово, така? Сега многу интересно, деца, да знаете, овде долу ова плочат има еден отвор. Значи ова местото Голгота, каде што римјаните поставиле крстот на кој што бил распнат Христос. И овде може секој да се наведни да го допри местото, и денес е направено како црквичка. Да царицата Елена, ќе запознаете кој ќе подпорасните, имала на голема царица, синот Константин му дал слобода на христијаните, дошла во Иерусалим и посакала да го најди крстот на Христос. Тоа дрво на кој што бил распнат нашиот Бог. И му кажале дека се наоѓа под еден многу божечки пагански храм, таа бидејќи царица наредила, потурнале храмот и долу нашле, ама не еден, туку нашле три крст. Тука биле и крстовите од двата разбойници. И не знаеле кој е вистинскиот. Како ќе знаеме? Ќе земеме мртв човек. И тога што се случило, деца? Дори така размислувале кој е вистинскиот крст, имало една поворка со некој починат човек. И тогаш патриархот, главниот владика му текнала, тука бил и царот, и му рекол на слугите на војниците: земете го едниот крст, а на поворката со покојниот застанете. И кога го зеле едниот крст, го поставиле над умрениот. И ништо не се случи. Тоаш го зеле другиот крст. И тој го поставиле над умрениот, и пак ништо не се случило. Кога го зеле, деца, третиот крст, и кога го ставиле над умрениот, што се случи? Оживи. Умрениот оживел, воскреснал. И тогаш рекле: ова е вистинскиот крст. Да знаете дека и ние едни со други си пренесуваме и милост, и радост, и љубов, а Христос на крстос ја пренел силата своја. И денес, да знаете, се наоѓаат мали дрвцина во многу цркви. Кога ќе одите во Македонија, во Свети Јован Бигорски, во еден манастир, значи во источна, во западна Македонија, сте слушнале веројатно, таму се наоѓа делче од крстот на Христос. You are at the most important station in the church. This is the spot of the Кои crucifixion символове, of чии the беше death of символове? Jesus. Marked as station 12 of the cross. This is Како the се very викаше? place where Jesus was nailed. Менора, браво. Ама на кој беше? What can be На seen under glass on Јуда both sides of the или altar. на евреите. Значи, Beneath the кај да altar, се there is a hole крстот, said to be the place where the cross was а raised. кај This is the most евреите, visited site in јудеизмот the Holy е Sepulchre. менората и Here at Давидовата. station 13 of the cross to your right, you can see an altar commemorating the place to which Jesus' body was lowered from the cross into his mother's arms. This station captures Овие the се grief of the местата mother over ги her son. посочуваат каде што седела мајката кога плачеле пред крстот на својот распнат син.
Сега можно е да одиме на местото каде што е помазан. Значи, од како го спуштил Исус деца од This is the chapel of Adam. крстот, According to кај tradition, евреите имал обичај телото да се помазува со светол, имаме два дела. Првиот дел, каде што се јавил ангелот на жените мироносици, му рекол: this is the tomb of зошто го Jesus, барате мртвиот where, меѓу according живите, to тој не е Christian тука, belief, Jesus туку was buried воскресна. and resurrected. Еве го гробот деца, еве ја плочата на каде на која што бил поставен Their turn to enter the tomb нашиот for a short спасител prayer. Исус. 2000 години се случват чуда. Имено на Великден деца, внатре влегва владиката. Дали имате одено на Великден во црква навечер? Излегва свештеникот со свеки запалени и шо вели? Христос воскресе. И сите викаме? На вистина воскресе. Тој ја зема деца од олтарот. А до ден денес знаете какво чудо се случува во нашата црква. Главниот владика, патриархот Ерусалимски, влегва во црквата на гробот на Исус и внатре се моли. Вратата е запечатена и проверена да нема ништо за палење нешто. А и го проверват владиката да не носи нешто. И тогаш влегва со две групчина, значи со две свеки, по 33 факли, да речем, има и во едната и во другата рака свеки, купчина со свеки, и незапалени. Влегува внатре, се моли и по некое време, деца, Господ на невидлив начин му ги пали свеки. То се вика благодатниот оган за Великден, за Воскресение Христово, кој што се случува во Ерусалим. И тој деца, после кога ќе излези, ќе можеме после да побараме да го видите тоа клипче, сите ги земат тие, си ги палат своите свеки, тој оган го пренесуваат во сите земји во светот. Дури да знаете и кај нас во Македонија, од манастирот Бигорски Гуманот, со авион го носат огнот преку посебни како мали, да речам, кандилцина и го носат до Солуна, од Солун со коли го носат на многу голем дел, меѓу кои кај нас во Македонија. Што најмногу вас ви се допаѓа за време на празникот Великден? Кога се чука во се јајцата? Така? Ти? Зошто го правиме тоа? Нека е Великден. Зошто го правиме тоа? Од јајцето некој што може да се случи? Да се роди пиле. Така? Дали имате видено како некои квачки, така? Мајките на пилината, на мисирките, на пајките, на гуските, така? Ке изведат свој малечки од јајцата. Значи, во јајцето има живот. И една од ученичките на Христос, која беше до гробот, што плачеше многу, која му беше една негова ученичка, како се викаше? Света Марија Магдалена, таја деца станала права апостолка. Одела на секаде, дошла, се вели во Рим и на царот му дала едно јајце и му рекла: Христос воскресе. Ама тој рекол, ако некој човек може да оживе, треба да видам некое чудо. И во тој момент јајцето станало, како е боја најповеќе потребуваме за јајцата? И јајцето во тој момент станало црвено, како доказ дека на вистина Христос воскреснал. Ете затоа така ние најповеќе ги шареме накогаш, ги означуваме со црвено, а можеме вие дечината да си ги извезете, да си ги направите по ваш избор како што сакате. Но многу е важно, бабите нешто прават, имајте обичај, едно јајце го велат чуварче. Значи, првото јајце што ќе го вапцат, ги допират сите домашните. Како прават? Како ви прават дома се јајцата? Како велат? Како ви велат? Црвено бело? Црвено бело, дебело? Така бело, знам. И потоа, деца мој, тоа јајце
се става пред иконата и ни седи цела година. Меѓутоа има еден многу податок што не знаат многу луѓе, а е многу важен. Тоа јајце што ќе го оставиме да ни биде цела година, чуварчето, да го земиме вечерта со нас во 12 сатот, за јајцето да го слушни кој поздрав? Христос воскрес. Знаете, деца, и тоа јајце во тој момент се осветува и кога ќе оставиме дома пред иконата, цело време ни пее на целиот наш дом и ни го чува пејки Христос воскрес. Тој многу убав обичај како ние да го чествуваме овој ден. Нашиот дом треба да биде како црква. Нашето срце отворено за сите и тогаш кога ќе ги поканиме деца и дури сиромасите, многу е важно ова сега. Некој што не може да си го прослава толку добро празникот, него да го поканиме, ама можеме на таквите фамилии дел од нашата храна, богата трпеза, да ја споделиме со некој што не може така да го чествуваат празникот.